Детонит Плачковица за пролетниот дел од сезоната се засили со Костадин Капсаров. Се работи за 19 годишен фудбалер кој доаѓа од редовите на Беласица. Прилепска победа се засили со Младен Љумови кој доаѓа од редовите на Беласица и ќе биде големо засилување за прилепчани. Борец представи 3 нови засилувања за пролетниот дел. Се работи за Един Мерсовски, Дамјан Зенговски и Алекс Митров. Целта е опстанок во втората лига. Прволигашот Истатов на пријателски меч со 1-4 славеше над прволигашот Речица во меч каде двојни стрелци беа Милан Гроздановски и Кристина Петрушевска. Екипата на Скопје во Охрид одигра пријателски меч против шампионот на Црнагора. Презници истиот го доби со 1-2. Стрелци за македонскиот прволигаш беа Сара Коларовска и Мила Панева. Третолигаш Опчиња се засели со искусниот голман Никола Стојановски кој веќе е промовиран во новиот тим. Третолигашот ќе се бори за опстанок во Трета лига Север. Македонската фудбалска репрезентативка Јована Павловска го направи првиот интернационален трансфер од Струшки Ас Юнајтед, се пресели во полскиот тим Легија од Варшава. Второлигашот Вардарски се засили со Емуш Елмас, Благој Мендов и Мухамет Ибрахими за вкупно 15 нови засилувања на второлигашот Богданци. Целта е опстанок во втората лига. Второлигашот Билјан извори за втори дел од сезоната каде ќе атакува на Бара за влез. Во првата женска фудбалска лига се засили со Марија Бојкова и Викторија Стојановска. Претходно се засили со искусната Драгана Гегова. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.